Премиерот Никола Груевски пред пладнето оствари средба со првиот човек на најголемата Европска народна партија, Жозеф Дол. Тој даде силна поддршка на Република Македонија и изрази очекување за враќање на македонската опозиција во собранието. На разговорот пред самитот на Европската десница во Брисел, Дол на Груевски му е истакнал важноста од продолжувањето на реформскиот процес во Македонија. Исто така, Дол на состанокот изразил волја и лично да се ангажира за поддршка и помош на Република Македонија во напредувањето во нејзините евроатлантски интеграции. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас вчера соопшти дека следниот месец со македонската страна ќе почне да разговара за мерки за градење доверба меѓу двете страни, што најде на силно противење од страна на опозицијската Нова демократија. Кодзијас во обраќање пред Собраниската комисија за надворешни работи и одбрана рече дека мерките за доверба воглавно ќе бидат со цел да се решат некои практични прашања, да се изгради подобра доверба и да се олеснат преговорите во Обединетите нации. Тој информираше дека веќе постои нацрт список на мерки кој ќе биде доставен до Македонија и како пример го наведе барањето да се отвори граничен премин кај Преспа, што меѓу другото би придонело и за развој на туризмот. Сепак ова прашање предизвика остар приговор од страна на пратеникот на Нова демократија Јоргос Кумуцакос, според кого тоа би бил неуравнотежен договор, бидејќи, како што наведе, Грција не води иредентистичка политика кон Македонија. Европската комисија ќе додели 84.000 евра за помош на настраданите во поплавите во Македонија во текот на јануари и февруари, кои причинија значителна материјална штета, а во кои, според Меѓународната федерација на Црвениот крст, погодени се 100.000 луѓе. Помошта ќе се користи за дистрибуција на храна, хигиенски материјали и други основни средства, како што се облека и кебиња. На директен начин помошта ќе ја користат речиси 1000 семејства или околу 4.000 луѓе. Европската комисија потпиша спогодба за хуманитарна помош во износ на 3 милиони евра со Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина за поддршка на фондот за итно надминување на катастрофи. Фондовите најчесто се доделуваат за катастрофи од така наречено ниско ниво, за кое не е потребно формално меѓународно барање. Официјално во Македонија се потврдени 13 случаи на туларемија. Најголемиот број се од селата Каратматово и Лозово. Матичните лекари од овој регион бараат нови сомнителни случаи. Здравствените власти будно ја следат состојбата со ова заразно заболување. Денеска повторно ќе заседава Комисијата за заразни заболувања, а не е исклучена можноста за прогласување на епидемија во Каратманово. Епидемиолозите велат дека дел од заболените бактеријата ја имале подолго време. Мислеле дека имаат грип, бидејќи и туларемијата има слични симптоми. Меѓу заболените има и млади од 19, како и постари од 73 годишна возраст. На клиниката за инфективни болести е хоспитализирана само една пациентка која, според лекарите, е во добра здравствена состојба. Борци на Исламска држава може да извршиле геноцид врз јазидското малцинство во Ирак, злосторства против човештвото и воени злосторства врз цивили, вклучително деца. Се наведува во денеска објавениот извештај на Обединетите нации, изработен врз основа на интервјуа со над 100 жртви и очевидци. Советот за човекови права на Обединетите нации почна истрага во септември, откако Исламската држава зазема голем дел од Ирак. Според извештајот, Советот утврдил присуство на информации што посочуваат на геноцид, злосторства против човештвото и воени злосторства, како и дека Советот за безбедност на Обединетите нации треба да размисли дали да формира меѓународен кривичен суд за ситуацијата во Ирак. Извештајот наведува дека постои јасна тенденција на напади на Исламската држава против јазиди и христијани, како и против други малцинства, додека се под опсада разни градови и села во Ирак.